Добро вечер. Вербалната војна на премиерот против судството достигна кулминација. Судиите му пишаат дека ја премина границата на добро однесување. Дека реториката на функционерите од власта кон судиите и обвинителите ја подкупува независноста на судството се најде и меѓу забелешките на Европската комисија во извештајот за напредокот на земјава. За ова, но и другите забелешки на Европската комисија за изборите, за унапредувањето и разрешувањето на судиите и на други теми, вечерва во топ тема гостин е председателот на Судскиот совет Александар Камбовски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Ке почнам со една тема која што е многу важна за целата македонска јавност. Следната недела почнува судењето за пожарот во Пулс, во кој животот го загубија 63 млади луѓе, над 200 беа повредени. Оваа трагедија во Кочани зад себе остави тага, болка, гнев, разочараност, но и пориви за правда. Роднините на жртвите бараат неселективна правда и одговорност. Овој судски процес ќе биде тест за македонското правосудство. Ќе го положили. Може ли да бидат расчистени сите дилеми во јавноста, сите прашања на родителите на жртвите, но и сите сомнежи во постапката кои се појави изминатиот период? Овој случај навистина е една огромна трагедија која што не знам дали во поновата историја на нашава држава секако, претпоставувам и во долг период наназад, е една од најстрашните трагедии и најстрашните загуби кои што се имаат случајно на македонскиот народ. Сигурен сум и уверен сум дека судството ќе одговори како што треба, ќе биде на висината на задачата. Се вложуваат максимални напори да се обезбедат минимални услови, минимално пристојни услови, бидејќи, како што знаете, таму ќе учествуваат голем број на странки, голем број на обвинители, бранители, имаме голем број на оштетени лица, нивни полномошници кои што исто така се адвокати, така да се прават максимални напори да се обезбедат тие услови, но исто така апелирам и до судиите кои што ќе постапуваат во овој предмет, професионално, храбро да ја водат оваа постапка, да не дозволуваат одолговлекување на истата, да не дозволуваат да се злоупотребуваат правата кои што ги дава Законот за кривичната постапка. И крајно се надевам дека ќе добиеме едно квалитетно судење кое што на крајот ќе резултира со една судска одлука која што ќе ни каже што точно се случило и кој точно е одговорен за тоа што се случило. Да, постои ли простор дека до крај ќе се расчисти правдата за овој случај, со оглед на тоа што делодалките во се уште не се пополнети, се очекуваат и други истраги да завршат поврзани со тој предмет, но и конкретно за ова обвинение и правници, експерти на владините велат дека тоа нема да оди така како што се најавува и се очекува, со оглед на тоа што на 30 обвинети, обвинение кое што оди со една верига и деценија и пол наназад, дека го обременува целиот овој процес, но од друга страна пак судот го одобри таквото обвинение. Дали и со тоа ја презема и делумно и одговорноста во целиот случај? Не би рекол дека ја превзема одговорноста, затоа што допрва ни следува судење. На тоа судење ќе се изведуваат докази, ќе се изведува теоријата на обвинителството, секако теоријата на одбраната. Имаат еднакви права, имаат право на еднакво користење на оружјата кои што им стојат на располагање. И сметам дека постапката ќе заврши на еден достоинствен начин пред се во самата судница, меѓутоа ќе добиеме некоја квалитетна пресуда. Да не заборавиме дека судот ниту прави истраги, ниту поднесува обвинение, ниту одлучува кој ќе биде обвинет, кој нема да биде обвинет. Сето тоа го прави јавното обвинителство. Тоа си представува една теорија на случај. Тие вериги вие што ги спомнувате, дали тоа ќе успеат да го докажат пред судот или не знам,
Тоа ќе видиме во текот на постапката, но во секој случај таа што е должноста основна на судијата, на судот е сите тие докази како на обвинителството, така и на одбраната, секој посебно, сите заедно како една целина, да ги оцени и да утврди една фактичка состојба од која што сите ние ќе може да видиме што точно се случило и кој и дали од овие сите што се обвинети има вина за таа фактичка состојба што судот ќе утврди. Со емисијата продолжуваме по рекламите. Продолжуваме. Од робусни акции до мерки против суди и обвинители. Жестоки критики дека не заслужуваат повисоки плати и независен буџет поради низок рейтинг. Овие вербални напади од премиерот кон судската власт траат подолго време, но добија на интензитет во предизборието. Не запре ниту по изборите. Денеска за прв пат директно на премиерот Мицкоски му пиша судиите дека ги преминал границите за добро однесување во заедничко соопштение Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии. Со што премиерот ја прели чашата на една прилично тивка судска власт која досега ги премолче многуте вербални напади и критики. Каде конкретно? Судската власт не е тивка. Таа е гласна таму каде што треба и таму каде што е местото. Тоа е во судските згради. Меѓутоа исто така судската власт е дел од останатите други две власти кои што согласно уставот ги имаме во нашата држава, законодавната и извршната власт. Може би изгледа дека судската власт е тивка, но тоа се прави се со цел да не се прават некои несоодветни комуникации помеѓу трите власти. Спротивно на тоа, ние секогаш повикуваме и денес повикуваме за една институционална соработка помеѓу трите власти, помеѓу нас, судската власт, помеѓу извршната и законодавната власт. Тоа не го бараме заради наше добро или заради добро на извршната или законодавната власт, тоа го бараме заради добро на оваа наша држава и заради добро на граѓаните кои што живеат во неа. Сепак во овој момент се одлучи фелата застана сложно, судската фела, заедно Сдруженијето на суди, заедно со Врховниот суд, заедно со Судскиот совет и одлучивме да реагираме на ваквата изјава, која што сметаме дека е несоодветна и представува еден вид на притисок врз судството и врз самите суди кои што секојдневно постапуваат. Велите ни аргументираната критика е покажување на намера ништо да не се преземе за подобрување на состојбите, туку севкупната општествена апатија да се префрли како вина на судиите. Да. Што сакате да кажете ова, дека сите проблеми во државата се префрлаат Баш така, точно. Свесни сме дека во еден подолг период навистина владее таква една општествена апатија, навистина постојат безброј проблеми во нашава држава, меѓутоа не може да кажете дека причина за сите тие проблеми е судството во оваа држава. Судството е само еден мал дел од државата, кој што се грижи за правата и слободите на граѓаните. И не може во никој случај да се поврзува со некои други настани случувања кои што ги имаме ние внатре во државата. Се повикувате и на извештајот на Европската комисија, каде што посочува дека риториката... Да, впрочем, тоа беше јасно констатирано, дека таквите изјави на политичарите, конкретно на премиерот денеска, недвосмислено представуваат притисок и мешање во судската власт, што не сме да се дозволи. Уште кога е промовирана оваа идеја за поделба на власта, зборувам уште од 18 век од француските филозофија, па до нејзино највисоко имплементирање, тоа е во уставот на Соединетите американски држави. Идејата била да не постои еден човек, едно лице, еден политичар кој што ќе биде апсолутен владар во една држава. Токму тоа е суштината на оваа идеја, да се направи поделба на таа власт, да нема ниту еден таква голема моќ
таква централна моќ во него и овие три власти се должни, се обврзани помеѓу себе да соработуваат. Дали има простор за соработка со оглед на ваквите изјави и желба барем од страна на извршната власт? Јас мислам дека има, јас верувам дека има, од наша страна има, верувам дека и од страна на извршната власт има, затоа што пак ќе речем и ние, и извршната власт, и судската, верувам дека имаме иста желба и иста цел. Оваа држава еднаш за секогаш да трне напред и да зборуваме за некои други проблеми кои што повеќе прилегаат на развиени земји од западниот свет, кон кои што ние се стремиме да отидеме. Доколку не го сакаме ова, доколку не ја сакаме ова уставно уредување кој што го имаме во моментов, политичарите може да се договорат, тие се представници на народот, на граѓаните, доколку сметат, може да го променат уставот, може да укинат судската власт, може да укинат законодавната власт, можат сосема трет систем некој да воведат. Дали е тоа добро решение? Сметам дека не е. И ние не би требало да измислуваме топла вода кога нешто што функционира во најстарите и најголемите демократии во светов толку години и векови, да не можеме ние да го имплементираме кај нас во нашиот систем. Дали очекувавте дека после изборите ќе се и извештајот на Европската комисија ќе се смири таа реторика, ќе спласна, нема повеќе да... Искрено очекувавме дека ќе започнеме еден меѓуинституционален разговор и со собранието, со законодавната власт и со извршната власт, односно со премиерот, се со цел сите овие проблеми кои што ги имаме. Зборувам за судството, ние не кажуваме дека судството е перфектно, дека не треба ништо да се менува, напротив. Треба да се менува, треба да се реформира, но тоа не можеме ние сами да го направиме. Законите не ги носиме ние. Ние не сме влада во оваа држава. Затоа мора ние да соработуваме за доброто, повторно ќе речем, на нашата држава и на нашите граѓани. Добро, денеска премиерот делумно ја смени, ја ретерираше во изјавата во однос на тоа ставот за законите кои се однесуваат, кои имаат финансиски импликации за платите и за независниот буџет, каде што останува нејасно кој процент и каков процент ќе се внесе во законите за кои најави дека ќе бидат донесени до декември, до крајот на годината. Предлагам да слушнеме дел од денешната изјава на премиерот. Јавно кажувам, ќе го добија тоа откако ќе направиме деталната анализа како е тоа во современите земји. Сами нека вработуваат, сами нека напредуваат, сами нека се грижат за сите оперативни трошоци, сами нека си даваат плата во рамките на буџетот, кој што ќе биде процент онаков каков што е во неколку примери кои што ги дефинирав. Само една работа ќе бараме – одговорност. Еве, ние како влада тоа ќе го направиме. Само една работа ќе бараме – одговорност. За потрошениот денар народни пари, преку Државниот завод за ревизија и Собраниската комисија која што врши надзор на работењето. Тоа се народни пари, тоа не се нивни пари. Како што мене ме контролираат, така и нив ги контролираат. Треба да се свесни. И тоа ќе го направиме. И ќе го направиме до Нова година. И ќе донесеме законите. Во тој контекст имате ли директор одговор на нивните прозорци? Но ако останеме на ниво едноцифрена поддршка за судиите и обвинителите, ништо не сме направили. Ние ништо не сме направили. Еве, јас, како претседател на владата, сум прв за тоа да го добија. Да видиме тогаш што ќе пречи. И очекувам исто така да излезат од Брисел и да кажат браво. Секој денар ќе го гледаме како го трошат. Да не се случи после дел од нив да се најдат на обвинителска, на клупа како обвинети. Еве, бараат финансиска независност, ќе добијат. Во рамките на тој процент што е во Европската унија.
Не можеме ние да бараме 0,8-1-2%, а да речеме многу поразвиени земји 0,2, 0,3, 0,4%. Да не излезе дека сега поише трошиме од тоа што тие го барат. Добро, ја слушнавме дел од изјавата, дел од поентите на премиерот, кај што вели дека еве законник има, но остана впечатокот нејасен дали ќе биде 0,8% колку што е и сега во актуелните закони, или пак тоа ќе биде доста понизок, вели му да не испадне помалку. И како ја коментирате генерално изјавата на премиерот? Видете, произлегува дека ние во моментов тоа што го трошиме без контрола го трошиме. И дека никој не сме ништо да не рече, ниту да не проверува. И нас не контролира Државниот завод за ревизија. Не е само премиерот контролиран. И нас не контролира. Значи, не владее анархија во судовите да се трошат пари кој како што сака. Ја имаме ние таа контрола. И добродојдена и баш ја сакаме да имаме таа контрола. Во поглед на износот на процентот, законското решение е 0,8% од бруто домашниот производ. Никој не го почитувал досега од кога е донесен законот. Дали е потребно 0,8%? Дали е доволно? Не знам. Меѓутоа, имајќи предвид моменталнава состојба на судовите, во смисла на самите згради, самите услови внатре, имајќи предвид докаде сме со дигитализација на судството, нас ке ни треба долги години, кога ќе може да речеме, сега нема потреба 0,8% и сега може да се стабилизираме на 0,5, 0,3, 0,4, независно. Меѓутоа, ние сме во толку голема криза финансиска, што ќе бидат потребни години да излеземе од оваа криза. Еве, земете го за пример последниот буџет, 86% од тој буџет е за плати. Само 1,6% за капитални инвестиции. Затоа што нема доволно пари или затоа што толку пари ни дала министерката за финансии. Така сметела. Без да не повика, без да не консултира, иако има законска обврска за тоа, не го направила тоа. А имаме суд во ваша непосредна близина кој што се наоѓа во стамбена зграда. Мислите на Висшиот управен суд? Висшиот управен суд во 2025 година, земја членка, односно кандидат за членка на Европска унија, има суд во стамбена зграда. Имаме најголем суд во држава, граѓанскиот суд, кој што има проблем со тоалети, замислете, во 2025 година. Имаме Академија за суди и јавни обвинители која што е сместена исто така во стамбена зграда. Да, сакав да ве прашам и околу Академијата, таму веќе една нова генерација остаре чекајќи да се одблокира приемниот испит, кој што првично беше стопиран поради изборите предходните председателски парламентарни, но во меѓувреме според информациите и соопштенијата од таму не добиваат пари да ја продолжат таа генерација да продолжи со обука, со што се отвара, верувам дека и кадровски проблем. Таму одговорноста и луѓе кои што се запознати конкретно со ситуацијата се членовите на управниот одбор. Така да јас не би сакал сега да коментирам и да кажувам, бидејќи немам никаква ингеренција во нивната работа. Но до аспект на кадрите кои што ви се потребни? Значи, апсолутно. Ние веќе 2 години, ние утре да започне нова генерација слушатели во Академијата, како готови кандидати ќе излезат во 2029-2030 година. А до тогаш колку суди ќе отидат во пензија? Колку фалат сега? 230, мислам. 230. Фалат. Имаме 3 суда каде што имаме само преседатели на судови, тоа и тие се делегирани. Крушево, Виница и Берово. Нема ни еден судија во тие судови. И тоа не е толку голем проблем. Сега проблемите секој ден стануваат се поголеми и од различен вид. Имаме изгубено 350 луѓе од службите во судовите. 2024-2025 не е одобрено ниту едно вработување. Ниту едно вработување не е одобрено. Имаме суд во држава кој што нема записничар.
имаме друг суд во држава кој што има еден записничар, кој побрзо да работи со него. Па и тој записничар ќе отиде на боледување, не може да го издржи притисокот. А од друга страна се барат резултати, се бара брзина на правда. Па со овие ресурси, со овие човечки ресурси и финансиски ресурси, ова не е максимумот, ова е повеќе од максимумот што се дава од судовите. Тогаш зошто е таков ставот на извршната власт, ако собранието има посебен буџет, да нема ни судската власт, еве не само на ова и претходните не даваат средства, не одобруваат буџет за судството, имаат против да има независен буџет. Од друга страна еве сега слушаме и дека законите од реформската агенда кои беа потврдени токму во време на оваа власт, меѓу кои спаѓаат и овие закони за кои говориме, кои ги имаат, кои предвидуваат и независност на судството финансиска. Тоа е само еден закон. Дека се само заплатите всушност законите. Да, тоа е еден закон. Меѓутоа имаме закон за судски совет, закон за јавно обвинителство, кривичен законник, закон за академија за суди и јавни обвинители. Во тие закони воопшто не се споменува ни финансии, ни платите на судиите. Како што каже, другите закони не ги спори власта и премиерот. Да, меѓутоа доцниме со агендата. Во јуни требаше да бидат донесени законите. Да. Судството не е виновно за тоа. Судството не носи закони, повторно ќе кажам. Ќе ве прашам повторно. И сега ние не можеме да добиеме нови членови во судски совет, бидејќи како претседателката на државата што кажа, таа ќе даде свој предлог тогаш кога ќе биде донесен новиот закон. Со оглед на тоа дека им истекува мандатот во декември, уште 2 члена, Дамева и Адеми, значи веројатно ако се чекаат и за тие 3 нови члена треба да дојдат во судскиот совет, дали можеби тогаш оваа власт ќе биде понаклонета кон судскиот совет, бидејќи ќе дојдат во овој момент тие, очекувате? Не би сакал да верувам дека таа е причината, видете. Ако е таа причината, тогаш повторно ништо не сме направили, повторно се вртиме во круг. Нели во новиот закон се пропишани строги критериуми, се направи обид да се дефинира што е тоа искусен правник, истакнат правник, и се надевам и сакам да верувам дека се сака на вистина да имаме едно силно, независно и здраво судство. Тоа на сите ни треба. Не му треба само на судскиот совет и на судиите. На сите граѓани им треба. Последна брана, последна гаранција за нивните права и слободи е токму судот. Судот е тој кој што се грижи за спроведување на правото, за владење на правото. Така, пред да продолжиме за законот за судски совет и за работата на судскиот совет, сакам да ве прашам дали имате чувство дека извршната власт да имате впечаток дека извршната власт и премиерот имаат чувство дека се над судската власт, еве и по реториката, и по изјавите, и по тоа, нели, законите, парите, даваме, не даваме и така натаму. Чувство, можеби не чувство, впечаток. Впечаток, да. Од изјавите што ги гледаме, меѓутоа, како што кажав, јасна е нашата поставеност во Уставот. Јасно е дека сите сме еднакви во трите власти. И никој никого не може да го контролира или да биде над него и да му издава наредби. А околу рейтингот за кој цело време ви префрлаат дека е низок? Рейтингот е исто така искористен во политички цели. Тој произлезе од една анкета во која и другите власти реално нема, но... Значи, на таа анкета се одеше колку процент од граѓаните имат апсолутна верба во судството. Апсолутна, значи она безпоговорна верба. 2%. Знаете ли колку има собранието и владата? Да, има искадове, да. Но прашањето ми е дали во ситуација кога главна забелешка за се е рейтингот на судството, дали можеби и со изјавите не се придонесува за подкопување на таа во таа насока ми беше да анализираме анкетата, да. Постојани напади, постојано излезување сомнеш во судството, постојано повикување на низок рейтинг, на незаслуженост на плати кои што се земаат. Влија и тоа како за рушење на тој рейтинг.
Меѓутоа, направено од Сдруженијето на судија на друга анкета преку коалицијата Сите за правично судење. Па на таа анкета произлезе дека 70% е довербата на судството. Меѓутоа, никој од политиката не ја коментира таа анкета. И видете, различни фокуси, различни анкети, да. Не е институција која што се бори за популарност или за рейтинг. Судот многу често носи непопуларни одлуки, но таа е работата на судијата. Работата на судијата не е да се додвори на граѓаните да го сакаат на социјални мрежи, да му ставаат лајкови или пак да добие популарност и висок рейтинг. Но не, сепак не е таа работата на судијата. Сепак има простор да се подобри довербата и рейтингот на судството. Апсолутно, меѓутоа на ваков начин нема да се подобри. Ќе се подобри како? Со работка помеѓу трите власти. Ако треба на секојдневна основа, ќе се подобри со транспарентност во работењето наше. Ќе се подобри со водење контрола што, како и колку и дали работат судиите, со поведување на дисциплински постапки. Тоа е ваша работа. Тоа е начинот за подобрување на рейтингот, а не е начинот со давање на изјави без да се даде предлог. Не е начинот да кажувате дека сите суди се корумпирани, а прито да не споменете ниту едно име од тие судии. Не се суди сите суди корумпирани. И тоа многу ги навредува судиите. И... Добро, денеска во еден дел од изјавата вели не мислам на сите, но секако последиците ќе ги трпат сите. Во смисла вели дека не се сите корумпирани, но трпиме сите. Точно. Да. Европската комисија констатира дека има мешање од другите две власти. Надворешно политичко мешање останува сериозна загриженост. Изјавите нели ги коментираат повеќе пати. Но истовремено судскиот совет е тој што треба да ги заштити судиите од влијанијата од надвор. Има една таква реченица во извештајот кај што вели управните тела се воспоставени на советите, но треба да ги засилат своите напори за заштита на независноста, интегритетот и професионализмот на судиите и обвинителите. И сега во вашиот дел во судскиот совет излегува дека можеби сепак судскиот совет кој треба да ја брана помеѓу извршната власт и судството, досега не ја врши целосно добро таа работа и дали можеби тука има причина што токму до судскиот совет допираат оние политички пипци, краци на политичарите до судскиот совет? Видите, ние сме сите правници во судскиот совет. Не сме експерти за односи со јавност, не сме експерти за пиар, не сме експерти за правење на кампања, а не можеме да вработиме лице од таа струка, бидејќи Министерството за финансии не ни одобрува средства. И оваа брана и ова брање на судиите преку соопштенија, преку изјави, го правиме најдобро што можеме и сепак анкетите велат дека не, барем анкетите во однос на судиите, на ОПСЕ, нема целосно во голем процент нема доверба дека судскиот совет ги заштитува, дека си ги исполнува функциите. Точно. Можеби тогаш вие не бевте ниту член во судскиот совет, можеби сте ја пополнували вие таа анкета во 2000. И јас сум ја пополнувал, и јас така сум ја пополнил. Сум немал верба. Еден од мотивите за јас да бидам член на судскиот совет ми било ова. И од самиот момент кога и станав член на суд, и кога станав и председател, јас во секој изјава кажував, многу ми е битна да ја вратиме довербата на граѓаните во судството, но исто битно ми е да ја вратиме и довербата на нашите колеги, на судиите во судскиот совет. Да се ослободат од стравот, да судат согласно закон, согласно устав, согласно меѓународни договори, без страв дека некој, дали тоа од политика, дали од бизнис елити, ќе може да му нанесе некаква неправда во неговата кариера, дали дека ќе може, не знам, да го разреши, да го казни и слично. Таа ми е една од основните цели која што сакам да ја постигнам, и судиите да се го чувствуваат судскиот совет како нивна куќа, како нивен заштитник. Затоа што
Но сепак од друга страна ние мора да ги контролираме. И еве и во овој извештај останува главна критика дека судството има влијание и мешање од другите власти и нема финансиска независност, некои работи за кои што треба да се изборат, за кои што треба да се изборат досега судскиот совет и судиите генерално. Тоа е тоа што го зборувавме. Значи, постојаните напади од политиката доведуваат до вакви извештаи. Добро, какви мерки или пак робусни акции може да направи премиерот она што го најавуваше? Премиерот? Се најавува... Премиерот не може да направи никакви мерки и робусни акции. Како ќе направи? Освен преку законите? Имаме Министерство за внатрешни работи. Министрот за внатрешни работи може да направи. Имаме јавен обвинител, тој може да направи. Еднаш треба секој да се работи својата работа. За акции, полициски истраги е полицијата, Министерство за внатрешни работи. За гонење исто така јавното обвинителство. Премиерот не е за тоа. Дали сакате да имате независен буџет како собранието? Ние сме отворени за разговор и со премиерот, и со председателот на собранието. Да се најде начин, нека се направат работни групи. Значи, ние сме отворени за разговор. И повторно ќе речам, за доброто на оваа држава. Но и ве велите дека дури ни за буџетот немате комуникација со извршната власт, со Министерството за финансии. Очигледно немаме, ние бараме и се надеваме дека ќе наидеме на разум и дека работите ќе се поместат од мртва точка. Една од клучните работи кои што може да ги направи извршната власт за судството е законите. Се работи, нели, ги спомнавте предходно повеќе закони, клучен за вас, за вашата работа е законот за судски совет. Вие бевте дел и од таа работна група како председател на судскиот совет. Тој беше уште летоска предаден од ваша страна. Беше вратен од Венецијанска комисија. Да, и во влада не го поминал се уште. Не го поминал тој филтер се уште. Се сомневате ли зошто се тактизира, зошто досега тој... Не. Имате ли информации? Немам информации, немам сомнежи дека нешто во смисла се спрема со законот, различно тоа што сме работеле во групата. Очекувате да излезе онаа верзија која што вие ја работевте? Апсолутно, да. Затоа што повторно ќе речам, не ги правиме за нас, ги правиме за нашава држава, на сите да ни е подобро. Сигурно и премиерот тоа го сака, сигурно и председателот на собранието тоа го сака. На иста страна сме. Мора да соработуваме, мора да разговараме. Да, но во законот за судски совет треба да бидат интегрирани сите забелешки од оценската мисија која на Европската унија. Да. Вас ви се и на јавноста и запознати тие забелешки и може да се имплементира духот на тие забелешки во најголем број и сега во ситуацијата, но... Работната група, верувајте, ги имплементира сите забелешки до една, освен тие што бара уставни промени. Тука веќе не сме ние мокни, нели треба да се менува устав. Се што значеше препорака, а не имаше контакт со уставот, каде што нема потреба од уставна измена, се е имплементирано во законот по препораките. Но прашањето ми е зошто се уште не се предлагаат овие закони? Има ли нешто што би било врел костен? Еве сега треба да се бираат и нови членови, има нешто што ќе биде правила, поставени се јасни услови, затоа тоа ви кажував. Што ќе го отежнува изборот на посакуваните кадри? Заострен е начинот на кој може да биде предложен. Нели најголем проблем нас ни беше во минатото, што е тоа истакнат правник. Еве се обидовме, тоа е многу тешко, не знам и дали може некој до крај да го дефинира тој поим, меѓутоа се направи обид со овој закон до некаде да се стави во некоја законска рамка што би значило тоа истакнат правник. Зголемени се стаж, работни искуства и слично, сега да не навлегувам во детали од законот, меѓутоа да, условите се заострени. И не ќе може баш секој да биде предложен и биде изгласен за да биде член на судскиот совет. Так.
Европската комисија вели и судскиот совет и советот на јавни обвинители мора да продолжат во напорите за обезбедување на детални образложенија за своите одлуки, особено во врска со изборот, именувањето и унапредувањето на судиите. Точно. И обвинителите. Тоа е една од забелешките Точно. на оценската мисија. Тука ние во овој дел имаме потврдено. Во овој дел ние сме потврдили. Зошто е ако сте Го свесни? детектиравме тоа, анализиравме зошто тоа, го свативме зошто тоа е така и сега работиме тоа да се подобри. Затоа што и во Ќе изминатиот имаме и период обуки и за членови, и за службите кои што директно ги пишуваат тие одлуки. И веднаш тоа што е детектирано, се трудиме да го исправиме. Не го негираме, го признаваме Зошто дека е очигледно наш пропуст. не успевате, не можете да ја уверите колегите суди и експертската јавност во вашите одлуки, затоа што има точно. многу често реакции, еве и последниот период за изборите и унапредувањето на судиите, Точно. за назначувањата, последните оние за Скопска апелација и на страна забелешката што предолго траеше целата постапка, таму не беа избрани, таму имаше реакции, го спорија изборот, делот самите судии во неколкумина судии. Понатаму остави впечаток за тој изборите што беа унапредени сопруга на советник на премиерот, сопруга на претседателот на управниот суд. Дополнително следеше уште еден избор за кој што имаше реакција и од суди, и од невладините, назначувањето на председателката на кривичниот суд. Имавте и вие некој толкување за тоа. И ако целта е да се подобри состојбата, очигледно дека продолжуваат ситуации кои што фрлаат сомнеши меѓу судиите за начинот на кој што одлучува судскиот совет. Видете. Согласно уставот и законот, судскиот совет е тој кој што бира и унапредува судија. Да се избегне арбитрерност, односно да се намали, а сепак не може ние тотално да ја одземеме таа уставна дадена надлежност, се предвидени оценувања, рангирања, се со цел да биде што пообјективно кој ќе отиде во повисок суд или кој нов ќе биде избран. Во конкретниот случај, целиот избор се воден според ранг листата. Сите тие што се избрани се од таа ранг листа. Тоа е едно. Второ, тој оглас траеше повеќе од 2 години, јас го затекнав тој оглас. Предолго траеше. Оценувањата беа вршени во време кога имавме друга извршна власт во оваа држава. Што минувато? И теоријата која ми е? Значи, минатата извршна власт успеала да ги рангира на тие ранг листи советник на премиер, сопруга или кој рековте? Сопруга на председателот Муставин. Да, значи нема логика, сакам да речем, таа забелешка. Сите тие се долгогодишни судии. По 20-30 години стаж имаат. И е навистина навредливо кога некој ќе ги испоредува и ќе каже таа е сопруга на некој што бил сега на премиерот советник. Дилемата се наметнува и зошто токму во тој момент, ако биле 20 години, но биле 20 години судии, зошто е тој момент, но имаше и други забелешки од судиите, токму судиите кои што конкурира. Еве на пример за граѓанскиот додел, таму имаше и повеќе забелешки, односно за листата на кривичен немаше забелешки, немаше приговори, за листата од граѓански имаше. Токму тоа се најде и во извештајот на Европската комисија. Изборот на судии во граѓанскиот оддел на апелациониот суд бележи отстапување од ранг листата. Да. Токму на тие околности реагира и дел од судиите. Образложенијата беа штури во смисла... Не беа добри. Ја затоа кажав. Ние треба да работиме на тоа. Тој бил на друга функција, и затоа не го бираме. Имавме две отстапувања. Едното отстапување беше а суштината на двете е иста, само што отишол на една функција и другиот судија само што конкурирал и бил избран за друга функција. Таа беше логиката на членовите на Советот, дека не може... Да, но тие имаат право во година и пол додека чекаат да се случи изборот да напредуваат. Имаат право, меѓутоа Советот одлучи дека не, тие кандидати нема да се бират, што е апсолутно право на Советот.
Сега како ние тоа сме го образложиле, очигледно не сме го образложиле добро. И ја прифаќаме таа критика и затоа ви кажувам, се трудиме тоа да се смени. Во нареден период ќе има и обуки, како за членовите, така и за службите кои што работат во судскиот совет, одлуките да излегуваат образложени и јасни за сите оние кои што се интересираат да ги прочитаат. Признаваме дека таа е, да речем, ние слаба точка во работењето на судскиот совет. Во извештајот се спомнува и изборот на председателот на Врховен суд, постапката за избор покрена загриженост за можно мешање, бидејќи членовите на судскиот совет не дадоа суштински аргументи за тоа зошто избраниот кандидат е посоодветен од конкурентот. Дадоа сите повторно, значи замерките се кај образложенијата. Ви кажувам, таа ни е слаба точка и мора во периодот што следи да се посветиме максимално на тоа. Докаде огласот за избор на председател на Кривичниот суд? Споменав претходно дека имаше реакции за Знаете дека со изборот на изборите кај нас државата застанува, ништо не функционира. Изборите завршија. Огласот мислам дека е при крај, последно колку што сум информиран. Не е завршен? Завршен е. Сакам да кажем постапката. Постапката, да. Таму имаме два кандидати. Кои се? И актуелната ВД председателка и судијата Ивица, исто од Кривичниот суд. И се надевам дека во многу скоро време ќе се створат услови тоа да се да биде точка на ДВР на седница и да одлучуваме по Зборите за судијата Ивица Стефановски од Кривичниот суд? Да. Дисциплинските постапки исто така треба да бидат доразработени. Точно. Има исто така забелешки за нив. Точно. И на тоа работиме со огромна помош на Европската Унија, на проектот Rule of Law. Сакам да изразам благодарност до нив, кои што несебично се вложуваат со совети, со помагање, нечесто и со организирање на тркалезни маси и средби, да ги подобриме. На праксата одамна има многу забелешки за тоа. Одговорноста на судството треба да се подобри. Одлуката на судскиот совет да разреши двајца суди и да казни друг врз основа на истите основи беше сватена од правните експерти како селективна. Дали овде станува збор за предметот од спорот помеѓу Фокуснет и Телеком? Не знам да ви кажам, не би можел да ви кажам. Докаде е тој случај? Последната информација беше дека ви е вратен од Врховниот суд таа одлука? Постапките, повеќе пати сум кажал, кои што се водат се тајни, освен ако судијата против кого се води постапката сака да биде таа јавна. Сите постапки кои што ги имаме во моментот на изборите беа на стендбај, во периодот што следи сите тие постапки продолжуваат. Добро, дали можеме да зборуваме за мерит систем, ако како што стои во извештајот, по исти основ тројца суди добиваат двајца се на еден начин казнати, еден и поинаку казнати. Произлегува дека всушност тајноста која е со цел да се заштити нели приватноста и интегритетот на судиите, потоа се користи за да се носат одлуки кои јавноста не може да оцени дали и повторно нема да има соодветно образложение. Јас сум против да има селективна правда и различни одлуки. Меѓутоа, се случувало и во кривични предмети за ист настан да се донесат различни одлуки, бидејќи не секој учесник во тој настан ги превзема истите действија, има истата одговорност, иако сите имаат вина. За некој конкретен случај, сега што ме прашувате, не би можел да ви кажувам, а доколку е случај тоа да се е исто, тогаш не е во ред да имаме различни одлуки. А зошто ви го врати Врховниот суд тогаш предметот? Кој предмет? Фокуснет, Телеком, спорот, дисциплинската постапка за судиите од апелација кои што одлучуваа во овој предмет. Не знам дали е вратен предметот и не знам дали постои таков предмет. Ви кажав, не смеам да зборувам за предмети кои што Добро, еве таква пракса имаше судскиот совет и претходно, ова не е прв случај. Правосилен е предметот за судијата Наќа Ѓоргиев, првиот предмет, и уште двајца други суди. Тој се спаси од дисциплинската постапка, потоа беше тргна да биде член и кон судскиот совет да се кандидира, за разлика од него други двајца суди беа казнети.
Дури и невладините имаат невладината коалиција за правично судење. Тоа укажува на нешто несоодветно дека се случило. Затоа што и И од тука затоа ги разбирам и изјавите на премиерот во поглед на судството. Токму такви појави во минатото даваат повод да се намалува довербата и да имаме вакви реакции како што имаме од политичари. Потоа тој истиот судија кој што поминал неказнато во таа постапка беше обвинет и призна, односно склучи спогодба за едно друго коруптивно дело со пари. Да. И потоа гневот на јавноста е кон вас и кон судството. Оправдан. Оправдан. Не сум бил јас тоа член на судски совет, меѓутоа јас ја представувам таа институција. Токму поради тоа е потребен диалог и соработка помеѓу сите власти. Да ги смениме овие работи, да не ни се повторуваат. Ние имавме и други случувања во судскиот совет кои што никој од колегите не сака повторно да ги гледа или да се случуваат. Затоа што и невладината коалиција направи една анализа на повеќе дисциплински постапки каде што најде сериозни забелешки за постапување. Тие имаа можноста да ги отворат тие тајни досиеа под превозот и многу проблематични работи од различни аршини до време траењето. Од недостигна аргументација, премногу забелешки најдоа за тоа како се одлучувало. Точно. Во судскиот совет. Точно. Се трудиме тоа да го промениме. Кога ќе се комплетираме, се надевам дека ќе бидеме уште поефикасни. Така. Докаде, Иве, рековте нема да зборите, не сепак ќе да прашам, докаде дисциплинската постапка, односно постапката, судиката Елизабета Дуковска, чиј избор за уставен судија беше поништен од управниот суд, поднесе иницијатива за судиите од управниот и висшиот управен суд кој одлучува во предметот за нејза. Докаде е овој предмет? Тај јавно го потврди тоа? Јавно го потврди, меѓутоа судиите кои што се споменете во тој предмет нема дадено согласност јавно да јас да можам да зборувам, да кажувам. Навистина ми е жал, меѓутоа не можам јас ништо повеќе од ова да ви кажам. Добро, ајде поминаа 6 месеци од одлуката на управниот суд, со која поништи местото во уставен е упразнето, оттаму чекаат судскиот совет да предложи нов кандидат. Односно предлог до собранието, постапката сепак има некој редослед. Од уставен вела дека има потребен деветиот судија, бидејќи во овој случај одлучуваат во некои предмети 4:4. Од друга страна, вие уште летоска најавивте дека ќе работите на правилник да се утврди процедурата за која што управниот суд претходно забележуваше, да се знае како ќе се избира. Докаде е таа постапка? Направивте ли таков правилник, односно промена на деловник? Процедурата не е направена, во смисла таа е драфтирана, треба да се усвои на седница и да се промени деловникот. Треба да имате во предвид дека се работи во конкретниот случај за еден правен преседан, кој што никогаш не си имал случајно во историјава на нашава држава. Тоа бараше од судскиот совет еден долг период на меѓусебни консултации, разговори, удржување на повеќе работни состаноци, кои чекори треба да ги превземеме, консултирање на експерти и стручњаци од тие области, од секој член, па повторно спојување и состанување. И јас имам надеж дека веќе во текот на месец декември ќе излеземе со предлог до собранието. Во декември? Да. Имам подпрашање на оваа тема, не можевме тоа ни да го убрзаме повторно поради изборите, меѓутоа сите тие претходни работи ги завршивме, за да сега можеме веќе да преминеме на таа наредна фаза, а тоа е предлагање на нов судија за судија на Уставниот суд. Така. Имам подпрашање на оваа тема, но продолжуваме по рекламите.
Во завршниот дел продолжуваме со нешто претходно пред рекламите го говоревте околу тоа дека во декември ќе биде готова процедурата, односно ќе излезете со предлог. Очекувам, великов се надевам. Да. Значи, видете тоа да се прашувам јас, така ќе ви кажам утре или ќе ви речем март, меѓутоа мора да разберете дека ние сме колективно тело. Имаме 12 члена во моментот. Декември со различни датуми се двата колеги, ќе останеме на 10 члена. Затоа не можам сад точно да ви кажам. Се надевам дека дока е средината на декември ќе успееме тоа да го апсолвираме и да излеземе со Една од дилемите, дали ќе го повторите изборот со кандидатите кои што беа првиот пат кога беше Дуковска, или пак ќе одите со сосема нова постапка, бидејќи она кога велите ќе пропишеме нова методологија, односно ќе препишеме правила, наликува дека ќе можеби ќе имате и нов обид со нови членови. Од разговорите кои што ги водевме меѓу нас, на колегиум? И од консултации со експерти што ги правевме, секој посебно, произлегува дека некако сме се уште поделени во смисла дали треба да повториме со истиве кандидати или треба наново да се отвори постапка, овој пат по новата процедура која што ние предвидовме, тоа да има јавен повик, да повикаме што е можно поголем број на судии кои што се заинтересирани, кои што исполнуваат услови да се јават на тој повик, па од тие пријавени суди ние да одбереме кој би бил најсоодветниот предлог да биде предложен за судија на Уставен суд. Кога ова ние ќе се усогласиме во судскиот совет, дали ќе биде, дали одиме со старите, дали одиме со потполно ново, тогаш преминуваме на таа наредна фаза. Ако одиме со старите, ги гласаме старите, доколку некој од нив... Кога ќе одлучите, бидејќи ова е клучното прашање? Па тоа ви кажувам, во периодов што следи на тоа работиме. И затоа ви кажав, очекувам некаде средината на декември да имаме се завршено. Затоа што една од кандидатките во тој оспорен предмет, процедура која што да речеме падна на управен суд, е Антонита Димовска. Таа е сега членка во судскиот совет, да. Тоа ја усложнува процедурата, како би, дали воопшто таа би била повторно кандидат, како би била... Не верувам дека колешката би била кандидат. Предпоставувам и очекувам таа да се повлече од таа постапка. Сепак тоа е нејзин избор. Јас не можам да ја влијам или да ја кажувам. Доколку остане со нејзината апликација, тоаш повторно ќе треба да размислуваме од судскиот совет. Затоа велам имате уште еден дополнителен проблем, да, ако... Но не верувам дека колешката ќе остане на апликацијата која што ја дала. Инаку таа беше еден од кандидатите што само иницијативно поднесе барање. Поднесе кандидатура. И јас се согласувам дека таа претходна постапка воопшто не беше фер, ниту транспарентна, ниту даваше шанси на судиите. Затоа што ние имаме судии кои што навистина имаат познавање од уставното право. А што мислите за тоа што правниот суд после 2,5 години одлучи за... Тоа не, и тоа не е во ред. 2 години е долг период. Требаше веднаш да се одлучи. Но тоа веројатно ќе биде дел од постапката што се води по иницијативата за судиите или пак? Не го коментирате тоа. При крај сме в Страсбург вчера Европскиот суд за човекови права објави одлука во корист, односно ги прифатила тужбите на тројца судии, поранешни судии разрешени од судскиот совет, врховниот судија Стојан Черибарев, штипската апелацијска судика Сузана Здравева и битолската судика Силвана Илиевска, дека им е повредено правото на фер судење. Прекршен е членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите права. Судот заклучува дека им бил ограничен пристапот на подносителите за барање до жалбениот совет. Како го коментирате ова? Ова не се први одлуки од Страсбург кои ги влагаат, а веројатно нема да бидат ни последни. Ние имавме едно несреќно законско решение во Законот за судски совет. Повторно
очигледно мора да нагласувам, законите не ги носат судиите и судскиот совет, во кој што закон беше дадено право на жалба, меѓутоа еднаш. Ако се укине одлуката на судскиот совет, втората одлука која што ја носи судскиот совет е конечна. Значи немате право на жалба на таа. Дури кога судскиот совет нема да постапи по насоките на жалбениот совет. Да. И резултатот на тоа законско решение, еве го кажувате денес. Тоа сега ќе се смени со законот за судски совет, има таков предлог, да. Дали дел од овие суди веројатно се во пензија, дел можеби не, имате ли представа? Не знам точно дали е кои можно во иднина имаат право да си барат повторување на постапка? Сигурно, мислам, колегите знаат дека го имаат тоа право и сигурно ќе го искористат, претпоставувам, не знам. Можно ли е некој од разрешените суди низ годините повторно да се вратат во судските клупи низ одлуките на суд? До сега немало таков случај. Можно е. Можно е. Замислете, ако била направена таква неправда, која што е потврдена и во Европскиот суд, ќе ми биде мило ако може да исправиме. Така. Само што да појаснам, значи не значи ако има повторување на постапка дека повторно тој судија нема да биде разрешен. Секако дека не значи. До сега нема. Сега зборуваме за нешто, ако е конкретно за жалбите, овие 3 предмети, нели? Ако им се даде повторно право да имаат на жалба, а другите сите околности остануваат исти, не значи дека судијата ќе биде вратен. Можеби повторно ќе биде разрешен. Да, но сега и други членови на судскиот совет ќе ги гледаат предметите и затоа велам... Точно, можно е. Можно е и таа ситуација. Ако има и други пропусти некој што ги правил, дали намерно, ненамерно, дали поради нестручност или не знам што, ви благодарам. Ќе ми биде мило ако успееме да исправиме некоја неправда која што се случила во минатото на некој колега. Истече времето за денешната емисија. Ви благодарам што бевте дел од ова интервју. Се обидовме да одговориме на најголем број од прашањата и дилемите околу работата на судскиот совет. Благодарам. Почитувани, ви благодарам што бевте со топ тема. Останете на програмата на Телман. Добра вечер.